А во операциона сала, да речеме? Таму се слуша нешто или само колаборацијата меѓу Само се тимот? слуша тој што оперира. Да, во кој случај вие сте. А музика зависи од желбата на тимот. И таму не е човек сам. Да, значи, тоа сериозно, така е, мислам, си се пуштал од, да речем, музика, знае тимот да реши, дај да врти нешто да слушаме додека работиме? Јас сум бил у операциона сала, у болници на сите континенти осум у Австралија. Кај е најинтересно? И во Европа, и во Азија, во Америките, Аха. и така натаму. И секаде исто. Исто? Во операциона сала важат истите правила. Како ќе каже главниот хирург. Да, ама им се дава слобода и на членовите на тимот. Ако им е роден ден. Не, секој ден им е роден ден. Сте оперирале слушајќи музика? Некако? Да, апсолутно. Да? Да, ама нема тоа разлика. Тоа е сепак Не, нормално. state of нормално. mind. Значи, Така тука е, така. треба атмосфера која што ти помага да си сконцентриран и фокусиран на Во работата. зоната да си влезеш. Така. И кој е, да речеме, би ви бил таков избор? Квин, пример, би си пуштиле на операција? Не, јас би бирал да нема ништо, да има Аха, ако е до вас. апсолутна тишина, но ги почитувам сестрите инструментарки, асистентите, анестезиолозите Така. и тие име тоа една работна средина. Така. Сите мора да се осеќаат природно. А нема музика, не постои што едноставно е толку лоша за вас што би ја одбиле, да речем? Што ако сестра да рече, ве мола Маца Лукас да слушаме, денес многу ми е кеф. Мислиш лоша Аца Лукас? Па не знам, дали може не е за во операција, ја мислам лоша. Освен байпас ако ја пуштите песната, таа веројатно е добра за операција. Не, кој што сака има апсолутно слобода да избере да слуша.